Зоолошката градина следната година слави 100 години на постоење, иако не сум сигурен дали можеме да ги славиме тие, да бидам искрен. 926 година овде доаѓа Станко Караман, кој се родил во Босна, па се школувал во Хрватска и завршил овде со идеја да истражува маларија и комарци. Се заљубил во местово и рекол, тука ќе направам наука, биологија, ПМФ, Природно-научниот музеј во Скопје и Зоолошката градина, и него му должиме се од ова. Започнав со некои по-вакви влекачки животни, можеби со тоа најмногу внимание привлеков, уште како дете си играв со нив и така и пораснав. Дел што пред камери, дел пред деца и како едукатор, ама веројатно животот ме донесе до тамо да, нели, во животот се занимавав и чував и одгледував, нели, слонови, пингвини, камили и слично. Во принцип, веројатно тука на Илинденска започна целата приказна. Дете бев кога можеби секој викенд како типична скопска фамилија, кај што немаше кај да се оди ако не е водно, парк, веројатно зоолошка градина беше местото каде деца кои што сакаат повеќе природа ќе може да видат парче природа и животни. Иако не беше во најидеална состојба, веројатно моите ми наметна една идеја дека од нас зависи и дека ние сме тие што за тие животни и парче природа овде, што човекот одлучил дека тука ќе го прави, Станко Караман пред некаде 100 години, веројатно зависи тој квалитет на живот на нив и веројатно пораснав со таа желба и се креираше спонтано таа моја професија да бидам зоонеговател во последниве години и официјално според моето решение за вработување, и да се трудам колку што се можностите да ги подобрам животните услови за овие животни тука. Дискутабилна е темата, иако веднаш не се наметна зоолошка, ама тоа е мојата приказна. Кратко време во 2017 живеев во Африка и одгледував бебиња носорози кои што беа не одбиени, туку нивните родители, нивната фамилија убиена заради нивниот рок. И во такво прифатилиште работев, кај што се грижев за нив, и тогашната, сега покојна собственичка на шелтерот, вели, се сеќавам една вечер, вели, ја прашувам каде се дрвата, нели, за да направиме вечера, бидејќи живеевме во шатор. И она вика, какво прашање, вика ова? Ова се ресурсите, вика, околу тебе. Се што гледаш со твоите очи, тоа е она кое што се ресурсите со кои што можеш да живееш. Толку е лимитот. За жал, веројатно и Македонија во последниве години, мораме да се адаптираме на тоа што го гледаме околу нас и дека тие се ресурсите со кои што располагаме. За жал, во последниве години луѓето гледаат на своите смарт телефони како е некаде во Дубај или можеби како е некаде на Флорида, но забораваат дека нас штркот не фрлил овде на Балканов и дека треба да се адаптираме на она што значи живот на Балканов. А и мојот ментор, Чарлс Дарвин, рекол, не успел да преживее оној кој што е силниот, нели, диносаурусите кои што биле крупни, големи, но успеале оние бактериите, вирусите, мали ситни некои животинки, структури кои што успеале да се адаптираат. Така што веројатно Скопје преживеа поплава, земјотрес, ги памтиме пред некој тамо од 60 и некоја година. Веројатно во поново време имаме уште една катастрофа во овие последни години, но се надевам дека и градот убав пак ќе никне, ама и мојата институција од каде, нели, во моментов земам плата. Иако како влюбеник на диносауруси и овие кои што се денес живи, змиите, гуштерите, крокодилите и жилките како моја пасија, веројатно тие ми останаа онака најблиску до срцето или животни кои што може би цело детство ми беше криво што луѓето поинаку ги доживуваат. Секогаш се плаша и бега од нив, а јас пробував веројатно на некој мој начин да ги доближам до нив. Тоа беше многу одамна, веројатно дел од животните моите родители не ни знаеа дека дома доаѓаат, како и сега таксисти. Дел од животните беа некаде по дома сокриени, живееа, ама
Некои од нив беа навистина големи и не беа дефинитивно за восстан. Дури и денес кога зборам на деца, знам да речам дали чува некој конј и они ќе речат па не, тоа не е домашен миленик. Ја велам зошто да не е домашен миленик, нели? Во училиште не учат на категории на животни, јас мразам категоризација на работите. Веројатно мојата идеја на моите едукативни шоуа во последниве години кои што ајде да речеме додека се актуелни е да ги терам децата да мислат надвор од кутијата, што би рекле помодерно. Односно ги наведувам самите да дојдат до некаков одговор или некаква констатација. Па така, нели, знам да ги споредам вегани и вегетаријанци, нешто што можеби во нашето школство и не се опфаќа како тема или не им фрламе како некој тизер на децата дека да и такви луѓе има и сега за него категоријата домашни животни не постои, нели? Тоа е веќе одамна заборавено за нив. Тие луѓе нели ги прифаќаат животните такви како што се и не постои ваква категорија за нив. Сега пак ќе речам, се што школството им нуди, и јас гледам обратно. Да бидам контраударот на ова, или да биде тоа едно неформално образование, кое можеби повеќе ќе им дава некаква функционалност во животот. Значи да ги гледаат малку поинаку работите отколку како една лекција. Работев во QSI, Quality School International, и имаше катедра по Science. Ми се допаѓаше како пристапот е различен од нашето школство. Ние ги тргавме физика, хемија, биологија, географија. Мистер Вада, професорот Вада, правеше еден пакет од сите овие предмети во едно, а јас пак бев оној кој што го одржува нивниот кабинет по биологија и ги чистев практично нивните аквариуми, терариуми, тие чуваа геко, некои бубачки и слично. И си помнам еден ден како со едно од децата се случува некаков инцидент и тој мора да го напушти класот и вели: "Што сакаш прави? Дај ми 40 минути, помогни ми, еве ти ги децата, ги има животниве, дубочи во неду, нели, занимавај ги, затоа што морам да избегам на кратко и да се вратам." И веројатно јас понесен од прашањата на децата, нели, искрени и чисти, веројатно така и си тргнав да си раскажувам за рептилите. И јас се сеќавам дека тој само рече, дојде на часот и ми вели продолжи, ми дава знак и за на крај да ми рече совршено. Совршено колку не се држиш за концепт, бидејќи го немаш, ама те води она што е знаење и прашање на децата. И веројатно така настане и тој мој рептайл шоу или час по биологија, кој што и ден денес го правам, ама сега со повод, да речеме обично е тоа за детски родендени или за некаков повод кај обично децата, кои што се во категорија помеѓу 6 и 11 некаде години, односно школска возраст, и тогаш баш им раскажувам за рептилите, иако ќе се зачудите колку децата, дури и оние школските, не размислуваат на некои многу едноставни и прости работи од природата, што можеби не сме ги заприметиле дека тие не ги обработуваат. Знам да им речам, еве ја змијата, нели? Каде е нашето срце? А каде е срцето на змија? Во кој дел се наоѓа срцето на змија? Како дише змија? Како спие змија, нели? Каде, например, змијата кака? Тоа се многу обични прашања кои што децата многу искрено ќе ви ги постават, ама веројатно дури ни родителите не знаат да им одговорат, или дали има коски, нели? Тоа иако се учи во биологија, сите некако таа лекција забораваме. Или кој дел е како опавче, нели? Каде завршува телото, од кој дел е опашката? Ако кака од овде, нели? Овој дел е опавче или тоа е крајот на телото. Каде се ушите, иако нема ушни школки, како слуша? Змија, например, многу малку луѓе знаат и дека не може да трепка, не? Нема очен капак. Очите на змија се нонстоп отворени, па дури и кога спие. И сега, кога ќе тргнете да им објасните на децата дека тоа е едно животно кое што најмногу луѓето се плашат од незнаење. Луѓето секогаш се плашат од нешто што е непознато, нели? Не знаат од каде може да дојде непријатно. Ама во 21 век веројатно е малку лошо кога ќе речеш дека немаш пристап до тоа. Затоа децата ги мотивирам дури на ChatGPT да чечкаат и да бараат повеќе за нив како би се доближиле повеќе до природата. За жал во Македонија некако покажавме со последниве години особено
дека не знаеме да менаџираме со таа природа. Од една страна лошо што голем дел од македонското население се расели по светот. Лошо е што и селата или оние приградски населби некако губат луѓето интерес да живеат тамо. Од друга страна добро, затоа видовте дека нели мечки зимото знаеа да мигрираат, да се спуштаат. Сега имавме нели лисици кои што шетаат периодов по градот и пак ќе речам, луѓето забораваат, нас скопските населби го носат имињата на животните. Волково, нели? Козле, коза, нерези, нерез, лисиче. Значи, тоа се дел од скопските населби, ги носат имињата токму по животните кои што можеби биле и автентични за тој дел од градот. Урбанизацијата во планините, ски терените, ноќното осветлување на планини, сето тоа апсолутно деструктивно влија на природата. Се што во моментов природата регенерира е можеби затоа што човекот заборавил тамо да влезе. За жал Македонија не покажа грижа не само кон луѓето, туку и кон природата воопшто. Еве ги видовте вие во последниве неколку недели имаме сериозен проблем нели со пожарите. Сите го зборат аерозагадувањето, што е навистина така, но никој не ја мислам дека никој не ја доживува големината на еколошката катастрофа што ја направивме. А забораваат дека тука во земјата кај што нели луѓето бегаат, тие не може да избегаат. Колку рептили, колку бубачки, колку жив свет, колку изоподи, некој кој што ќе ја направи почвата здрава и понатаму нашиот воздух да биде повторно чист, отиде во неповрат. Мислам дека години му треба на тоа парче земја да може да се регенерира и обнови за да ние понатаму добиеме повторно едно парче природа како што претходно имавме. Не дека се шетам јас со змии на кафиња, тоа сигурно не, ама по суштина да, секогаш кога да речеме за одредени прилики, ивенти и слично како што нели знам да ги направам, тие мора да се транспортираат во платнена торба или во темен објект, бидејќи за разлика од кучето и мачето, за разлика од луѓето, секогаш кога се движат, за нив може да биде стресна состојба. Затоа е убаво да се покриени се додека патуваат, бидејќи и во природа кога рептил е во стрес, он влага во тесен и темен простор, нели под карпи, во дрва, во некои шуплини, а како дишат преку платно, нели како ние со маскине во короната. Бројот на животни никогаш не сум го бројал. Мислам, дури интервјуа некој стари, ако најдете, ќе видите дека јас стално го кажувам дека бројката се менува и тоа е навистина така. Имав до пред неколку години кучиња, 3, ама сите ми умреа и веќе не сум сигурен дека имам доволно време и искрено повторно енергија за тоа да го правам. По дома генерално ми остана рептили. Започна се некаде 2017 година, тогаш причината веројатно за да се слушнеме и запознаеме со тогашниот директор на зоолошката беа слоновите. Доаѓаат две слоници, тогаш девојки од шоу бизнисот, така и се зезавме, бидејќи сепак нивната приказна е навистина многу тажна. Тие беа циркуски слонови кои што мораше некаде да завршат, бидејќи низ Европа, Шведска и Германија, каде најголем дел од животот го поминале, живееле во камиони, нели една така прилично брутална, да речам, природа, ако така може да се нарече, на живот на тие животни, и тоа цели дуња 60, дајла скоро 40 години, и со забраната на употреба на вакви интелигентни животни во циркуси, веројатно ние добивме прилика да добиеме слонови кои што нема да може да се размножуваат понатаму, што нели донекаде, пак ќе речам, кај нас многу не е таа тема на чисто. Сега, точно визијата на Станко веројатно била наука и тој така пристапувал кон животните, а зоолошката била како една пропратна целина на сето ова. Колку ние во овие 100 години успеавме да направиме еволуција во тој процес, не сум сигурен, но знам дека во последниве 7-8 години, колку што сум јас заедно со пар луѓе внатре, даваме се од себе, иако за жал институцијата ја води политика, ја води градско собрание, односно градот Скопје, заедно со советот на градот, и секоја одлука која внатре треба да ја донесеме, мора да помине на гласање токму на овие внатре, кои што исто така земаат плата од оние кои што во моментот не гледаат, исто како и јас.
Затоа велам, одговорно тврдам дека нас, зоонегователите или луѓето што се внатре, и кога пред 7-8 години имавме убава приказна, се истите луѓе, истите животни, истиот простор. Зоолошката не се промени со тоа. Се промени само политиката, која и текако лошо ни влијаеше, а веројатно покажа колку македонецот може да биде клет, може да биде многу лош. И веројатно сите оние инциденти и едни бизарни приказни кои што успеа дури и така да се свртат на главачки за да добие една толку лоша енергија институцијата, ама градот убав пак ќе никне. Така рековме и преска, така и ќе биде. Јас верувам во тоа дека и Скопје и зоолошката имала падови и успони, ќе се случува веројатно тоа. Тоа и не одликува веројатно како град. Сега, колку штета направивме и дали таа штета прекинува, не сум сигурен, но пак ќе речам, верувам во тоа дека доаѓаат нови генерации кои што можат да влијаат на тоа да генерално концептот на зоолошка градина се сврти. Иако помалку луѓето мислам дека многу брутално го доживуваат како еден затвор во кој што живеат животни, што во суштина може така да се доживее и не може да го негираме, но од друга страна, јас ќе ви речам, вашите деца, не? Одат во шопинг мол, така? Одат, јадат Happy Meal, така? Се радуваат на добра видеоигра. Колку на децата им дадовме слобода? Бисајд животните. Колку децата живеат природен живот? Замислете само дека овие животни не се родени во Африка сигурно, туку се родени во зоолошка. Колку тие понатаму можат да функционираат и живеат во природата. Јас не велам дека секој од нив треба да остане овде. Не сум сигурен дали знаете, пред неколку години успешно успеавме да две мечки кои што живееа долги години овде, ги однесеме во Швајцарија и добијат природен резерват, ама како од соништата, веројатно подобар отколку оној во природата кај нас. Но пак ќе речам, дел од животните не знаат како е да се види во природа. Јас имам пингвини кои што се родени во биодом во Москва, другите се родени во Милано, блиску Милано. Мене рибата кога ќе ми падне на земја, тој ме гледа како сериозен си, јас да го јадам од земја. Значи, дел од животните апсолутно не знаат да ловат, немаат инстинкт за да се снајдат во природата и можеби зоолошката треба да ја доживееме како место кое мора да еволуира. Ако ние се вратиме пред 100 години, да, во зоолошките се затварали и деца. Во 930 во Белгија вие имате дел кој што се вели, што се нарекува Human Zoo. Значи, луѓето првично зоолошките не ги направиле за место за едукација, не ги направиле за конзервација, за заштита, не ги направиле за луѓето да ги потсетуваат за емпатија кон природата. Ги направиле за забава. Нели? Носеле деца од Африка, носеле деца од Азија, носеле деца различни од оние нашите. Сватив дека во животот, особено во зоолошката, имаме многу стара колекција. Голем дел од животните се многу возрастни. И сега, тоа исто како со моите кучиња преска муабетот. Значи, едното куче ми имаше рак на белите дробови, второто исто така имаше еден вид на канцер. Тука, исто како и за луѓето, веројатно мора да навикнете начин како ќе го хендлате, нели, тој момент. Кај животните е малку поинаку, ги осеќате безпомошно, од друга страна се преслушувате на многу наврати, бидејќи човек ќе ви каже ме боли, тешко ми е, тука ми е лошо и си велиш можеби дадов се од себе, не? Ама кога се животни во прашање, веројатно тука преслушувањето оди пута 100, за тоа што си викаш дали го имав правилниот момент, дали го имав правилниот човек за асистент, бидејќи едно е да си зоонеговател, но зоонегователот е како една точка, како воспитач за деца. Треба да знаете кога детето ви е за дома да го вратите, кога треба да го однесете на доктор за зап, или на стоматолог, кога на регулар медицински преглед. Затоа велам и вие сте тој кој што прави магија за тоа животно и мора да имате целосен фокус, а и оној мал долител момент, каде вие ќе одлучите што е оно што му треба на животното, а е природна потреба.
Некогаш луѓето, например, не им е симпатично кога ќе ги видат моите фламинга во кал како прасиња. Ама тоа мора да е така, затоа што за луѓето не изгледа симпатично, ама тие уживаат да шлапкаат во кал. Нивните нозе не се направени да одат на тепих или на сува површина. Затоа во зимското живеалиште купуваме специјална силиконска подлога за да можат да газат на меко. И сега да, некој ќе ви рече, пуштете ги, вратете ги, ама тоа не е родено тамо. Ме разбирате, тие се животни кои што веќе генерацијски наназад се раѓаат со луѓето и веројатно, пак ќе речам, мора да ги искористиме, иако како збор е малку лош, да ги искористиме барем тие, да ги мотивираме овие луѓе дека сепак постои парче природа кое што не треба да го допреме. Вие денес, еве летово, ќе видите реклами кај што вели летувајте на најдобрата плажа кај нашиот јужен сосед. Одлична плажа, плажата на желките. Плажата е на желките. Оставете ги желките. Значи, тие ја одбрале плажата бидејќи е добра и они ја продаваат како таква, ама таа е за желките. Значи, ние треба да научиме, затоа велам стално, треба да научиме да живееме со нив. Атиџи имаше една нели убава теорија, велеше 50-50, делки им го земам, затоа што е мој начин на преживување, ама делки им го оставам, бидејќи така природата се обновува. Ние некако влеговме каубојски во целата приказна дека се треба да фатиме, се да изградиме, секој ќоше ќе направиме дивоградба, па може ќе ни дадат дозвола, може не. Па ќе узурпираме секој едно парче, дали е државно, приватно земјиште, само да изградиме. Некако влеговме во оној луп на Children in a Candy Store, нели? Се што гледаме на смарт телефоните, посакуваме се и веројатно човекот покаже колку може, македонецот покаже, пардон, колку може да биде алчен. Веројатно нашата генерација го доби ова како продукт. Искрено би го сменил системот на образование и верувам дека таа нова Gen Z генерација дека ќе ја оправи работата. Иако малку се скептици, сите овие од моја генерација викаат: "Абе, осте, ти децава не знаеш." Луѓе, ние да знаевме, немаше да заглавиме овде. Нашата приказна заглави до тука заради тоа во која ние растевме. Ние треба да се соочиме дека доаѓаат нови луѓе, нова генерација која што мора да прифатиме дека и ние во наше време бевме скептици за нели онаа повозрасна генерација или тие беа за нас. Така што мислам дека апсолутно е време да денес децава на сред роден ден знаат да ми речат: "А, не знам, јас ова ќе проверам на ChatGPT, ништо ова." Јас знам на детски роден ден да им речам: "Го гледате Змејов, нели, Браде Змеј", и велам: "Е, супер, ама денес постои еден многу загрозен вид на комодо драгон, кој што луѓето денес не ни размислуваат, викам, ама нарачуваат глупости од тему." И они се поистоветуваат со приказните, бидејќи тоа се реални приказни денес. Вие не можете да ги лажете децата. И тие кога ќе согледаат реалноста, кога ќе им кажеш: "Да, ти ги нарачуваш тие глупости, дали ги користиш?" Замисли дека таа една пластика направена од таде светот, треба да го лета пола земин свет, нели, топка, за да загадува, за да дојде до овде, за ти да речеш: нели, дали ми треба или не, ќе го фрлам. Колку импакт оставаш на природата. Секој ден пиеме кафе во пластична чаша што не е направена во Македонија. Ја фрламе. Јадеме банана, ја лупиме, зашто е поевтина од јаболкото. И таа ја фрламе. Таа за да дојде до тука, колку само загадува. Верувајте дека ние, нашата еколошка свест е веројатно под границите. Јас тоа го разбрав веројатно за тоа што целото моје детство се изолирав во природата, изгубив малку контакт со реалноста, со луѓето. Ова многу лошо со загадувањево, а сите се возат во нови коли. Никој не користи јавен транспорт, никој окей, го немаме, знам што ќе кажат. Тротинети, велосипеди, значи точно знам што ви зборам, луѓе не внимаваат ни на рециклирање. Сега јас ќе барам кутија, канта за кутии, за картони, како не, онде, кај сакате, до влезот да ви ја стават. Некој да дојде дома, Дедо Мраз да ни ги собере шишињата и кутиите. Веројатно, тоа е она кое што може би го променил, ама од утре. 2017 кога дојдов, искрено, целиот тој ентузијазм сега како во некој убав сон се сеќавам. Што значи не е тоа мојата реалност, нели, очигледно. И да ми кажеш некој дека толку може една убава приказна да се уништи, и немаше да верувам, да бидам искрен. Иако реалноста и не е баш таква,
ама перцепцијата, а во мојата глава тоа е поентата зошто постои, нели, зоолошка градина, веројатно ја губи. И тоа е она што кај мене создава фрустрации периодно. Ама, пак ќе речам, кога можел Станко пред 100 години со опинци да се занимава, ќе успеам јас со хоштаплери, така да верувам дека градот и зоолошката пак ќе никне во една многу поубава форма, се надевам, заради тоа што тоа и го заслужува. А каде ја гледам, каде го гледам решението, веројатно и тука не сум сигурен колку има моќ, бидејќи во државава за се ти треба политичка моќ. Ама верувам и во моќта на народот, заради тоа што сите промени што ги направи и Балканов, веројатно ги направи со народ. И народ ќе им се случи на овие или оние, само ако не го слушаат. Така што јас верувам во тоа дека повторно со гласот на народот дека ќе го промениме сето тоа, а тоа е политиката да се тргне што подалеку од нас. Од објектите од културата, од објектите, па и од зоолошката градина, каде се уште луѓето ја доживуваат како една рекреативна установа, иако комплетно мислам дека треба да се вклопи со културата. Но ајде, тоа е друга тема, веројатно нешто налик на другите примери од европските зоолошки градини, а тоа е да остане во некакво сопствеништво на државата, како до некаде би останала заштитена од гладни корпорации, но од друга страна сметам дека можеби најпаметно решение ќе биде аутсорс, некој да ја раководи истата, заради тоа што докажавме дека на овој начин само си играме пинг-понг. Или одиме 4 години, па пак 4 години, па пак 4, па овие дошле, па оние дошле, па овие што дошле им се светат, но оние што отишле, па обратно, и во моментов се заглавуваме во неплатени сметки и долгови само заради тие работи. И веројатно пак ќе речам, нека остане владение на РМ, ама нека не води некаква, па можеби компанија странска која што се занимава токму со ова, како пак ќе речам, ново парче во срцето на Скопје не би оставиле простор на олигарси, на оние градежни мафии да направат од ова, ако го погледнете од дрон, ќе биде како окото на Скопје, нели? Градскиот парк, Вардар од другата страна и еден бетонски арсенал цел од другава страна, да го узурпираат и да влезат наваму. На тој начин би го иако таму ако видите на Линденска кон крајот веќе влегуваат, ама да пробаме тоа да го заштитиме, затоа што дури и од нашата несреќа некој ќе види интерес и од тоа се плашам, од алчни луѓе. И денес ако дојдете од Сабајле во градината, има многу убава тука локална публика, лошо ќе ме сватат гледачите, ама локална се мисли тие од околните куќи кои што оние бабите, дедовците со внуците кои што ја знаат од нели многу одамна и од нели оние катастрофи на Скопје кои што ги спомнав пред малку и ги гледале сите тие успони и падови и тие многу често ми ја даваат најголемата мотивација. А тоа е дека нели ако се потсетиме како се Скопје се градело и колку пати се уништувало, веројатно тоа и денес треба да ме мотивира и мене и дел од моите колеги дека и во животот и во природата е така, нели? Секој еден циклус доаѓа до некаков крај за да понатаму почне од почеток со нов почеток и веројатно да ги во овој случај да ги направиме корекциите од грешките од минатото.